civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Добар ден, почитувани граѓани, ценети гости. Ви благодарам што прифативте да учествувате на ова панел дискусија. Јас сум Дехран Муратов, јас ќе извадам маската за кратко, па повторно ќе ја вратам. Јас денеска ќе ја модерирам панел дискусијата на цивил насловена социјална правда и дискриминација, премногу луѓе на маргините на општеството. Со прашање до кога? Денес со нас гости на панелот се Елвис Шакири од Ромалитико и од иницијативата Аваја представник, Љулета Адеми, советничка во кабинетот на Стево Пендаровски, задолжена за лицата со, нема да сгрешам ако кажам посебни потреби, но посебни способности, вештини, тоа никогаш не ми беше баш најасно, но би сакали токму ради тоа и да покренеме темата која е најсоодветниот термин за да се представи една група која што е дел од нашето општество. И со нас е професорката Мирјана Најчевска, активистка, професорка, борец за човекови права и слободи. Без посебни најави за темата што е социјална правда и дискриминација, веднаш би сакал да почнеме со професорката Најчевска, ако ме слуша. Се надевам дека е во ред со тонот. Да ја прашаме, пошто ние се декларираме како социјална држава. Дали навистина имаме социјална држава и што е тоа што му недостасува на нашето општество? Многу е тешко кога треба да се зборува за дискриминација, па уште дискриминација во контекст на социјалната правда во држава во која што некако стана многу лесно да се употребува зборот дискриминација, недискриминација, борба против дискриминацијата. Секој кој што ќе дојде на власт или кој што се бори за власт, па и во цивилното општество мисли дека знае што е дискриминација и со многу голема леснотија го употребува овој збор. Меѓутоа, ја мислам дека прво треба да почнеме од таму, заради тоа што мислам дека всушност е многу тешко во нашето општество да се перцепира дискриминацијата. Кога станува збор за директна дискриминација, тоа е дури и полесно. Можеме некаков начин да се ориентираме. Меѓутоа, многу често суштината на дискриминацијата не е во нееднаквото постапување, туку во неможноста на еднаков начин да се практикуваат правата и слободите. И тука доаѓаме до она што вие го ставате како елемент за разговор на оваа дебата, а тоа е социјалната правда, социјалната држава и што е она што како услови на еднаквоста ги создава државата. Значи, прашање е не колку некого дискриминираме, туку колку е некој слободен, колку има повеќе или помалку права, колку може или не може да ги заштити своите права, колку може или не може да ги практикува правата. Дали е слободен на вистина да гласа за тој кој што сака или не, од било какви физички или други причини кои што го невозможуваат во тоа. Дали на вистина ужива еднакви права како другите или не. И навистина тука не е работата само во нееднаквото постапување, многу е покомплексна работата. Да речеме, прв елемент кој што мене ми паѓа на памет и кој што би сакала да го ставам на маса за разговор, тоа е она индиректна дискриминација кога се превземаат навидум недискриминаторски дејствија, меѓутоа кои што има дискриминирачки ефект. Последен пример, кој што е директно поврзан и со социјалната и со социјалната правда, е онлайн наставата.
Значи, навидум тоа е недискриминирачка мерка. Онлайн наставата се однесува на еднаков начин на сите деца, на сите места во целата држава, значи нема нееднакво постапување. Меѓутоа, резултатот е дефинитивно дискриминирачки и дефинитивно оваа мерка има многу различен ефект на децата во различни услови. Да речеме, има деца кои што едноставно немаат елементарни услови да ја следат наставата онлайн. Живеат во една соба или барем во зимските месеци се наоѓаат само во една соба во која што се заедно цело семејство 3, 4, 5, 6, 7 луѓе. Има деца кои што немаат достап до интернет. Има деца кои што немаат достап до струја. Има деца кои што немаат достап до простор. И има ситуации каде што во едно семејство имаме повеќе деца кои што се на училишна возраст и кои што треба во исто време да ја следат наставата онлайн. Тоа значи дека треба да имаат и исто толку компјутери, исто толку простор кој што ќе ги изолира децата, ќе имаат таков вид на интернет кој што ќе им овозможи на вистина на соодветен начин да бидат дел од образовниот процес. Сушност, училиштата се токму и затоа создадени за да можат децата да бидат на овој или оној начин барем релативно ставени во еднакви услови кога доаѓа во прашање пренесувањето на знаењето, наставата и слично. Значи, ова е еден вид на дискриминација која што се базира врз еднакво постапување, меѓутоа која што е директно поврзана со она што представува социјална положба на одредено семејство, на одредени деца, кои што се дискриминирани со еднаквото постапување. Кога зборуваме за односот меѓу социјалната правда и дискриминацијата, секогаш треба на ум да ја имаме структурната дискриминација. Имено независно како е дефинирана државата во уставот, како е дефинирана во законите, како социјална, праведна, ваква, онаква, остануваат елементи кои што се поврзани со она што го нарекуваме вообичаено делување или од секогаш било така. Сите знаат дека е така, така прават сите. Значи, во моментот кога јас правам нешто така како што прават сите, јас не сум крив доколку резултатот на моето делување е дискриминирачки. Во вакви услови многу е лесно и вината да се префрли врз жртвата на дискриминација. Таква и е културата. Такви се тие, пасивни се, незаинтересирани. Тоа е нивни личен избор. Личен избор е на ромите кои што просат на улица на тој начин да заработуваат. Можат тие и поинако, општеството им дава поинакви секакви можности, ама ете, тие сакаат така. Или тоа е резултат на нивното лично незнаење. Значи, тоа е неверојатен голем проблем на она што представува поставување на одредени групи на луѓе во одредени социјално неповолни услови и потоа префрлање на вината за нееднаквата положба, за нееднаквото остварување на правата врз нив самите. И најстрашно е кога жртвата на дискриминација не сваќа самата дека е дискриминирана и да речеме, влегуваме во еден затворен круг на дискриминација многу често. Да речеме, во ова јас би сакала да ги спомнам специјалните училишта за децата со посебни потреби, со попреченост, дизабилити, како и да го наречеме. Јас од секогаш се спротивставував, да речеме, на постоењето на тие специјални училишта и на неверојатен начин луѓето успеваат да го оправдаат нивното постоење како начин за помагање на луѓето, не сваќајќи дека на тој начин всушност се затвора кругот на дискриминацијата. Една директорка дури на едно специјално училиште во одреден момент кога се расправавме зошто не треба да постојат тие училишта, ми соопшти дека не разбирам јас дека тие таму децата со, да речеме, слаб вид ги учат како самите
да излезат од дома и да отидат да си купат леп. И за незе тоа е врвот на постигнувањето. Значи, таа не размислува низ перспективата дека тие деца треба да добијат еднаква шанса да станат научници, да станат државници, да станат рамноправни членови на оваа наша заедница, кои што ќе ги искористат сите своји максимални индивидуални потенцијали, туку таа зборува за давање на некои минимални услови за преживување и мисли дека е тоа она кое што заедницата треба да го пружа. И тука јас би сакала да подсетам во овој мој прв дел од вклучувањето на она што представува улогата на државата. Значи, тргнувајќи од она што е дефинирано во Уставот, тргнувајќи од она што представува еднакво постапување, не недискриминирачко постапување, туку постигнување на еднаквост. Нашата држава не смее да се задоволи со реактивно делување. Не смее државата да реагира само тогаш кога ќе се појави дискриминација. Не смее да се појави само во улога на некој кој што заштитува. Државата мора да се појави како некој кој што создава услови за еднаквост. Значи, мора државата да даде се од себе, да се појави во улога на проактивно делување. Државата е таа која што треба да обезбеди еднакви шанси, еднаква можност за искористување на потенцијалите на индивидуата. Државата е таа која што треба да обезбеди секоја индивидуа, каде и да се наоѓа, да може да има таков оптимален социјален статус, кој што ќе обезбеди не само недискриминација, туку и еднаквост. И заради тоа јас би сакала да кажам дека она каде што најмногу оманува нашата држава, тоа кое што најмногу недостасува во нашата држава, не е отсуството на зборување за дискриминацијата и недискриминацијата, туку отсуството на сваќање дека одговорност на државата е да создади услови за еднаквост. А условите за еднаквост не секогаш значат еднакво постапување. Условите за еднаквост многу често значат нееднакво постапување, поддршка, поттикнување, создавање на посебна средина која што ќе овозможи еднаквост на индивидуите. Со тоа би го завршила моето прво. Ви благодарам, професор Најчевска. Дадовте неколку теми за размислување, кои што би сакал да ги продолжам и со моите гости кои што се физички присутни на ова панел дискусија, па би продолжил со Елвис Шакири, затоа што професорката Најчевска спомна еден податок кој што вели лесно се справуваш со видливата дискриминација, но потешко со таа невидливата. Па јас би дал, еве сега има конкретен пример, дека дури кога, например, државата која што би требало да ги овозможи тие услови на децата кои што треба да учат, на крај дури некогаш излегуваат и суперхерои. Еден пример е тоа како градоначалникот на Куманово додели 2 лаптопа за деца кои што немале услови за да учат. И сега наместо тоа да биде проблем на системот на државата, одеднаш тоа излегува како херојство и човек кој што го решава. Но дали тие деца, колку деца, ми е следното прашање, немаат пристап до медиумите да ги пренесат нивните услови за живот. И вие, пошто знам дека работите на терен и точно го знаете проблемот со кој што се соочува во овој момент, пред се ромската популација која што е најпогодена од оваа индиректна дискриминација. Така, најнапред да се заблагодарам на професорката Најчевска, даде на вистина еден добар вовед и начина интересни теми за кои што денес ние сме тука да разговараме.
во делот на недискриминацијата и вклученоста во образованието, мора да кажеме дека секогаш, особено кога се работи за ромската заедница, дека секогаш прва која што доаѓа на помош се странските донатори, невладиниот сектор пред државата. И мислам дека тоа треба да се смени, вклучително во овој дел на следење на настава. Ние секојдневно се соочуваме со проблеми од најразличен вид. Значи, во изминатиот период, од кога започна пандемијата, ние, невладиниот сектор, заедно со индивидуалци, донатори, успеавме да доделиме стотици електронски уреди на ромските дечиња, за да може да се вклучат во процесот на образование. Меѓутоа, и покрај тоа што да речеме задоволивме одреден број на лица на деца кои што може да имаат таков уред, се соочуваме и со друг проблем, а тоа е дека семејствата по дома нема електрична енергија. И сега како да пристапиме кон тоа прашање? Јас конкретно имав еден, ќе споменам, конкретен случај во Шуто Оризари, види вака правеше прилог, лице со оштетен вид, кој што беше запишан на факултет, не добива социјална помош, за жал нема никакви услови, живее сам, без родители, и тука државата во ниту еден момент не му излегла во пресред, нити да му даде било каков додаток, да не зборам за условите во кои што лицата со оштетен вид, да речеме, се тотално одсечени од општеството. Значи, он како лице со оштетен вид нема елементарни услови да излезе од својот дом, особено во, да речеме, сега не зборувам за централното градско подрачје и во центарот на Скопје како општина нема услови, а да не збориме за некои периферни делови во кои што нема никакви услови. И сега ние тука пробавме да го ангажираме, ние преку нашиот проект, мислам не се предвидени средства, меѓутоа се обидовме да го ангажираме, да го вклучиме во системот, дека и лицата со оштетен вид може да приносуваат во нашето општество. Јас лично имав најдобар колега, затоа што студирав во Централно Европскиот универзитет во Будимпешта, лице со оштетен вид кој што беше студент на генерација и да речеме тоа и потоа подосна можеби ќе зборувам за ова, затоа што секогаш кога зборуваме за маргинализирани групи, зборуваме како тие треба да се интегрираат, а всушност ние не зборуваме за тоа како мнозинството исто така и треба да има бенефит од вклучувањето на другата страна. И јас морам да кажам дека тука, да речеме, кога имаме контакти, ете сега, да речем, сум припадник на ромската етничка заедница, мене ми велат дека јас треба да се интегрирам, и сега од друга страна имаме лица, да речеме, со посебни вештини, во кои што ние сега треба да тврдиме дека нив треба да ги интегрираме. Значи, и ние сега да се ставиме во една таква ситуација. Сакам да кажам дека услови државата не креира генерално за без разлика, дали се работи за социјално ранливи групи според етничка припадност или пак било каков вид на посебни вештини. Во делот на образованието, морам да кажам дека сега дечињата, за жал, не може да стигнеме во секое семејство да прекажеме целата ситуација. Меѓутоа, проблемите се системски, значи започнуваат, не знам, таман решаваш еден проблем, се појавува друг проблем, трет проблем и гледаш дека државата тука ја нема никаде. Дали комунициравте со државата? Дали седнавте да разговарате, затоа што нели има и еден посебен сектор за помалите етнички заедници во образованието? Дали седнавте да им ги кажете проблемите со кои што се сочувате на терен, со луѓето кои што гледате дека имаат недостаток? Ете, ако кажеме дека институциите, што не би требало, пошто имаме еден куп рамковни вработувања и кои што седат дома, но еде да земеме како хипотетички дека немаат доволен кадар. Тука се нели невладините организации кои што се на терен и да седнат да им кажат, еве ние бевме на терен,
ко предвидовме ова? Дали седнавте и му кажавте со кои проблеми се соочивте на терен, затоа што после да не биде дека не сме знаеле дека постои таков проблем? Така. Видете, средби обично ги инициираме средбите и со комисии, па дури и до највисоко ниво, дури со министрите, бараме средби за одредени проблеми да се решат. Меѓутоа, за жал, како да кажам, нашето општество секогаш има различни приоритети, а тоа се да ги решава проблемите, како да кажам, на поголемите, односно на оние, на елитите или како да кажам. Ретко има, да речеме, се случува да се реши некој проблем или тоа би било индивидуален некој проблем, без да се оди кон некое системско решение за поголема група. И тоа како што велиш ти, значи еден индивидуален случај ќе се реши и тоа преку пиар се прави бум дека видите што се случило. Мислам дека тоа е генерален проблем во нашата држава и кога треба да се решаваат овие проблеми, треба да се решаваат системски, а не преку индивидуален начин. Инаку, јас тука исто во делот на образование би додал тоа дека видите сега во состојба сме децата кои што немаат елементарни услови да се вклучат на онлайн настава, тие мора да одат физички да ја посетуваат наставата, а и со тоа се да речеме да им се зголемува ризикот од заразување со COVID-19. Сега вие имате семејства кои што ги имаат сите услови по дома и на некој начин децата се заштитени, меѓутоа повторно маргинализираните, оние кои што немаат услови, повторно се доведени во состојба, да речеме повторно нешто да се случи во нивна штета. И сега јас тука во делот на дискриминација исто така би се надоврзал, затоа што по мене имаме два вида на дискриминација. Имаме еден кој што ни се случува во нашиот секојдневен живот, помеѓу нели физички лица, граѓани, меѓутоа имаме и една покомплексна дискриминација која што да речеме се случува од страна на државата. Мислам дека во тој дел државата со оглед на тоа дека не превзема никакви чекори, особено гледаме ова што се случува со Комисијата за заштита од дискриминација помина не знам неколку години дека се донесе закон, па да видиме сега каква ќе биде комисијата. Меѓутоа поентата ми е дека уствари државата во овој случај на некој си начин со оглед на тоа дека не превзема никакви системски решенија по однос на ова прашање, ги поттикнува индивидуалците така да се однесуваат спрема одредени групи. И тука како конкретен пример, ете би го кажал последниот случај, вториот случај кој што го има со полициска бруталност во Битола, каде што не зборувам за првиот случај каде што се појави видеото, имавме нели евидентно беше и тука немаше со што да се спаси полицијата, меѓутоа во вториот случај имаме фактички имаме случај каде што лицето оди, сопругот на оштетената, оди да го пријави случајот во полиција, оди еднаш, два пати, три пати оди во текот на денот, оди утре дента повторно, се префрлан од една во друга канцеларија, трета канцеларија, го враќаат дома, овој треба да биде на смена, оној треба да биде на смена, и ние со адвокат после 3 дена одиме и веднаш се решава ситуацијата. Значи, полицијата прави записник за да речеме евентуална, не знам, повреда, односно пречекорување на овластување на полиција. Сакам се одмаздуваат нешто. Видете, тоа е евидентно дека во Битола се случува, меѓутоа е поразително тоа што вие за да одите и да пријавите еден случај. Полицијата каде што треба нели како институција се ајде зборуваме за полицијата, меѓутоа генерално се случува ни сите институции, значи вие кога како граѓани ако одите да пријавите нешто, институцијата е должна нели да ја прими таа ваша жалба, пријава или што и да е. И сега вие 2-3 дена на вас не ви ја прима. И тука се случува она што професорката најчесто го кажа интернализацијата. Интернализацијата кај ромската заедница во однос на дискриминацијата е толку интернализирана со тоа што затоа што тоа е фактички дел од нивниот секојдневен живот. И они просто прифаќаат дека
тоа што нас ни го прави полицијата, комшијата или било кој, тоа е така затоа што ние сме роми и нема што да правиме поинаку. И поентата ми беше во овој дел, и тука завршувам да дадеме на Лилијата збор, е тоа што навистина е поразително тоа што ние треба од Скопје да отидеме во Битола со адвокат за да пријавиме обичен случај, да се земе пријава, нешто што институцијата треба да го направи, нели, кога граѓанинот самиот ќе дојде. И тука ова ни покажува всушност каков е односот и дискриминаторскиот пристап од страна на полицијата кон маргинализираните групи. И сега да не зборуваме за некои покомплексни работи кои што понатаму се случуваат. Така, ти благодарам, Елвис. Ние имавме прилика да имаме и сведоштво од лица бездомници кои што живеат под железничка станица, каде што за време на пандемија им дојдоа алфи, каде што има дури повреди кои што, но поради немање пари, немање доволен капацитет, страф од институциите за повторна одмазда, они пред нашата камера посведочеа дека за време на пандемија им дојдоа, дека траеше полицискиот час, дојдоа алфи ги степа затоа што пуштија малце погласна музика. Тој случај се заврши со тоа дека немаше никакво пречекорување на физичко пречекорување на полицијата. Но да поминеме сега на Лулјета, преска кога ја почнавме темата, почнавме со една интересна за жал, но кај нас често се користат дискриминаторски зборови за лица со попреченост, но докаде е тоа решение? Како можеме тоа да го намалиме, да не слушаме, пошто ние често имаме изрази од она остај го бе слепеце. Остај го бе, види го што ко сака да е. И сето тоа го кажуваме како нешто најнормално од изрека, а тоа без да сватиме дека некого може да повреди и навреди. Дали до сега, например, државата има механизам да се справи со ваквите изрази? И дали до сега обвинителството, судството превзеде некого и некој да одговара? Пошто ние не сме, например, луѓе кои што го слушаме само на пазар, туку тоа го слушаме и од релевантни функционери кои што и од партиска говорница и од парламентарна говорница го кажуваат тоа. Пред да одговорам на тоа прашање, јас би се надоврзала со тоа што го начна Елвис. Впрочем, затоа и мојата шамија тука е Портокалова, значи на тоа 16 дена активизам, не насилство пишува. И не така случајно го избрав, иако не ми одговара баш искрено со обликата, но во општеството не одговараат некои работи, навидум треба да изгледаат совршени, симетрични, и така како впрочем и мојот од не е баш нешто како нормалните луѓе да кажам. Го носам секогаш за да се подсетам токму и на тоа што Елвис начна. Да, изјавите за жал, особено на жртвите, како поранешна жртва на семејно насилство и како жена што трпела буквално психичко, физичко насилство. Јас сум била, што сум отишла да пријавам насилство и изјавата ми било на етер, на воздух, онака, додека не сватиш дека тоа е така добро совршено, организирано, за нас да не изгледа дезорганизирано, впрочем, да ти да не можеш да ја дадеш таа изјава. Верувајте, за една обична изјава мораше да барам врски во наводници, по некоја случајно се најде моја школска другарка, па да дадам тоа што мене и законски ми следува и ми треба како право да го уживам. За иронијата да биде поголема, во случај кога лично требаше да исто да повикам помош од тие што треба да ме заштитат во тој момент, не толку далеку, пред една декада да кажам, и доаѓа двајца полицајци. Едниот албанец, другиот македонец, од тоа што мислат дека нели името звучи албанско и нема тука да разберам ја македонски. И буквално се случува акт, да кажам, пред службените лица за после 2 недели жртвата во тој случај тоа време да добијам јас тужба за лажно пријавување или нешто вакво. Значи имате и ова, па да не зборуваме за
колкукратно и неколкукратно дискриминирачки, па после тоа моментот со терминологијата е сосема нешто што може многу лесно да се решава, без разлика што таа е вечна тема за нас. Еве, јас по професија сум лингвист и секогаш ја имаме таа дилемата дали да прифатиме дали е попреченост, дали е по инакви вештини или способности или инвалидитет. Се уште во Македонија има организација што го користи терминот хендикеп. Тоа е малку важно во односа на суштината и на нештата што треба да се направи во, да кажам, оваа категорија на граѓани или во категоријата воопшто на правата и таа социјална правда или општествена правда. Навистина не е пријатно и не е така едноставно да застанете и да кажете не или да признаете нешто што и лично ве засегало. За жал, многу жени се обесхрабрени без разлика на која националност. Јас си го земам правото да го поздравам Цивил за сите активности што ги прави. Вчера, прочем, го имавме и Меѓународниот ден на човековите права. Ден што ги опфаќа сите права, па и правата на лицата со поинакви вештини и способности, би кажала. Зашто да имате мир и развој во едно општество, мора да ги исполните тие основни права. За среќа, со професорката сме биле во неколку така и дебати и би го спомнал аргумент пред неколку години беше и јас тогаш веќе бев спремна да ја напуштам државата и кажувам да, јас ке заминам во Шведска и професорката, не знам сега дали се гледаме вака, како технички тоа се изведува вака, чинам дека позади грб ми е, вика да, вие ќе отидете во тоа општество, но тоа општество, вика, го направил некој друг за нивните граѓани. Што правите вие за вашето општество? Сега јас како лидер се трудам да брам, максимумот од себе го давам, како жена, како граѓанин, па како еве и представник, да кажем, на таа граѓанска група на лица со попреченост, но не е идеално. Како што не се идеални моите бои тука, нели, ова штрчи и штрчи најмногу, се гледа најмногу ова. И навистина е болно, но треба да сватиме дека не секогаш треба да го имаме пристапот на таа виктимизација и пристапот на тоа дека нас ни се прави тоа, треба да излеземе од тоа. Од тој круг, да кажам, безизлезен. Зашто го спомнавте момчето со оштетен вид. Горда сум и срекна сум што сум била 3 години координатор на студенти со попреченост или со инвалидност во рамки на Универзитетот Кирил и Методи и сум го дала мојот труд токму на тоа, токму за лицата со попреченост, меѓу другото и лицата со оштетен вид, каде сум го позајмила самоволно, значи волонтерски, како да кажам, зашто пред некој ден беше и денот на волонтеризмот, значи во секоја од овие области можам да прочепнам нешто и тоа ми е драго, зашто ме прави во тоа формулација како личност и како да кажам, како граѓани што си го дал својот придонес. Но сте барале начин, значи сте помогнале, сте го ангажирале, за среќа и за постојат невладините организации, но еве да не бидеме толку самокритични, не е идеално ништо, но сепак да не ја губиме и таа можност, да кажам, или тоа што последниве години ние сме повидливи, зборувам како категорија на граѓани на лицата со поинакви вештини и способности, повидливи со тоа што сме и присутни. Кога значи дека сте присутен токму во институции или да речам сега далеку сме од тоа да бидеме политички сеопфатни и да се направат тие чекори како што ги имаме, впрочем, тие идеални закони во хартија, да бидат и на терен и во пракса, но присутни сме, еве, за прв пат институцијата председател назначи без никаква заднина, назначи лице со попреченост за таа кауза, за да биде поблиску, да, еве и лицата, не треба некоја специјална комуникација да се има со тие граѓани, но тој впечаток, дека тука сте, присутен сте, и во рамки на владата, исто има, што порано не било случај да имате советник или лице што ги представува тие граѓани, што ги представува тие права. Лица со попреченост или посебни потреби. Сите ние имаме наши посебни потреби, но кога станува збор за дискриминација и дали сме ние толку видливи и колку сме маргинализирани, до кога така, не знам. Навистина не знам, зашто многукратна дискриминација тука се прави. Особено ако сте жена, ако сте уште ромка. Еве, додека слушав како вашите излагање, се потсетив на еден случај. Пред неколку години одиме на еден, нема многу години, значи 3 години, на еден елитен ресор.
Берово самоградот ќе го спомнам и навистина ние бевме на една обука, со нас беше еден наш колега Ром и си седнавме да си нарачаме, нели, пауза имавме, сакавме и тој дел, убавиот дел да го видиме. Наводно луксуза да го видиме, верувајте не служа. Не сака да не служат само зашто имавме Ром со нас. И тоа беше навистина, за среќа бевме во процес на една обука што не отрезнуваше и како битија, и како граѓани, и како социјални суштества. И ние станавме демонстративно, пола сат чекаме да не услужат. Значи, од тука поаѓајте, колку не сме се уште спремни. Може би, кампањите го прават своето. Невладиниот сектор постојано работи, цивил особено, за секоја чести за поздравување работа, конкретно на тематиките. Но, ајде направиме нешто заедно, би рекла, кога невладиниот сектор и институциите конкретно би делувале, кога внатре во себе ви ја гледале, не со розови очила, да се разбереме, не е така идеално и совршено никаде, макар и има доста, еве тука и самокритични ќе бидам и во невладиниот сектор, каде безброј проекти се пишуваат, се добиваат едни одредени средства и тука завршува, ми се случило, пример, проект конкретно, декада на ромите, јас кога прашав луѓе, па каде имате ром тука во групата? Ниту еден. Тоа мене ми беше толку фрустрирачки, толку што не можев да верувам дека вие, како кампањата што оди, впрочем, исто и за лицата со поинакви способности, ништо за нас без нас. И тогаш реков, вие правите нешто што треба да ги вклучите тука, присутни да бидат прво, да се видат без разлика дали сега да не правам исклучуци на тоа колку се спремни или не, се учи со присуство, да научиме и ние самите таа кохезија, таа разноликост да ја имаме, но конкретно и да научиме да ги прегрнеме нештата, различностите. Не знам, темата е многу опшина, за жал, јас ја почнав со личен пример, но не можеше како да не реагирам и да не спомнам нешто кога цела слика ми се врати пред, макар и пред една декада што се случило тоа. Да, фала ти за довербата да ја кажеш и твојата за жал приказка тешка, но би се вратил на професорката, не го уклучи микрофонот. Би се вратил на професорката Најчевска, пошто немаме представник од Сдруженија за родови еднакви можности, па би сакал професорката Најчевска, пошто знам дека е доста активна околу тоа сензитивно прашање, колку жените, пошто ете и сме во кампања в 16 дена активизам, колку жените се дискриминирани во однос на мажите, во буквален смисол, во секаде во општеството? Тоа е една од ситуациите за која што зборев, кога ни жртвите не се свесни за дискриминацијата. Имено таа структурна дискриминација, кога станува збор за односот меѓу жените и мажите, е толку присутна и толку е поврзана со традицијата, религијата, со вообичаениот начин на живење, ниту тој кој што дискриминира, ниту пак тие кои што се дискриминирани не успеваат да ја перцепираат дискриминацијата дури ни тогаш кога е таа директна, да не зборуваме за индиректната дискриминација. Едноставно, дури и кога ги покажуваме бројките, да речеме тој pay gap, односно разликите во платите, разликите во присуството на жените на раководни позиции, она што се нарекува стаклен плафон, преку кој што жената не успева да пробие, дури ни тогаш не успеваме да навлезиме во суштинско поместување на начинот на размислување на луѓето кои што во себе ја има вградено дискриминацијата. Еве да речеме, да не одам подалеку, можам да зборувам за мојот универзитет. Значи, на мојот универзитет над 49% од наставниот кадар се жени. Тоа се значи
вонредни и редовни професори, доценти, значи жени кои што го достигнале зенитот на образованието и на тој начин се еднакви со мажите на истите тие позиции. Меѓутоа, бројот на декани, директори, заменици декани, заменици директори на институциите кои што се дел од универзитетот, веднаш паѓа негдека на некој 25-30%. А доколку отидеме погоре, изборуваме за ректорот на универзитетот во целата историја на универзитетот Кирил и Методи. Во сите овие изминати години можеме да зборуваме само за една жена ректор. Мислам, тоа е така јасен показател на дискриминацијата. Толку е јасно дека нешто не е во ред, што боди очи. Меѓутоа, никој не сака да ја препознае, да го препознае тоа како акт на дискриминација, туку веднаш се зацкриваат за некој вид на квалитет, за посебни услови, за тоа дека жените и не сакаат да раководат, жените навистина им се гади, им се лоши, болни, веднаш алергија имаат кога ќе дојдат на раководни позиции и слично. Така што тој однос на родовата дискриминација кај нас е многу проблематичен. Тој се искажува дури и на многу банални места, како што е промената на презимето, да речеме, или презимето кое што го добиваат децата кога родителите се во брак, или за такви банални односи за тоа кој го зема болувањето кога детето е болно и кој се грижи за некој член од семејството кога не е добар со здравието. Дури и тогаш кога жената е на работно место на кое што има повисоки примања, се очекува од нејзе да ги превземе тие обврски во рамките на семејството, за разлика од мажот кој што едноставно не се гледа себе си во една таква улога, и тоа е тој дискриминирачки однос кој што има многу интересен след. Заради тоа што жената има повеќе обврски, ангажмани, кои што се поврзани и со работата, и со грижата за семејството, и со грижата за домаќинството, таа автоматски има помалку слободно време. Отсуството на слободно време, односно разликата во слободното време, не е наивна. Таа значи помалку време за културни активности, помалку време за читање, помалку време за спорт, помалку време за политички активности и автоматски помалку време за воспоставување на таков вид на врски, односи и слично, кои што помагаат и во работната и во политичката кариера, од кои што отсуствуваат жените. Значи, ова е еден многу интересен след на работи, кои што можеме дури да ги поврзиме и со она што многу често го забораваме како повеќекратна дискриминација. Имено, дискриминацијата врз основа на род, односно врз основа на пол, многу почесто се појавува како дел и од сукцесивната, и од кумулативната, и од вкрстената дискриминација. Да речеме, многу интересен пример за тој вид на вкрстена дискриминација е примерот кој што стои во учебниците за жена која што конкурирала да биде обучувач во школа за возење. И таа жена била на 50 години и е одбиена. Кога поднесла тужба дека е направена дискриминација и рекле не е точно. Ние имаме жени во школата за обучување за возење и имаме луѓе кои што се над 50 години. Меѓутоа, работата е дека како обучувачи се појавувале само помлади жени, а како постари од 50 години биле само мажи. Значи, оваа жена
не е одбиена за да биде вработена на тоа работно место само заради тоа што е жена или само заради тоа што има над 50 години, туку токму заради тоа што е и жена и има 50 години. Многу интересен е тој аспект на таа вкрстена дискриминација која што многу често се појавува во комбинација со родовата дискриминација. И јас овде би сакала уште да напоменам за еден многу специфичен елемент на родова дискриминација која кај партии кои што успеваат да дојдат во парламентот, жените губат токму во рамките на одредени етнички заедници. Имено во одредени етнички заедници повеќе се води сметка или единствено се води сметка за правичната застапеност врз етничка основа, меѓутоа во тоа водење сметка за правична застапеност потполно на маргините се трга и родовата застапеност. И доаѓаме до ситуација дека представниците на одредени етнички заедници во парламентот, па и на локално ниво, се пред се мажи и не можеме да очекуваме дека тие како мажи ќе ги представуваат и сите оние специфични, посебни, исклучиво поврзани со интересите и потребите на жената елементи кои што би требале да ги изнесат таму. Значи, тоа е тој мој аспект во врска со родовата дискриминација. Меѓутоа, јас би сакала само уште еден елемент во однос на луѓето со попреченост да спомнам. Многу често недискриминацијата на овие луѓе државата ја гледа во споставувањето на поинакви критериуми. Не се потребни поинакви критериуми за запослување на овие луѓе. Потребни се посебни услови кои што ќе им бидат создадени. Потребно е поттикнување, потребна е поддршка, елементи кои што се токму поврзани со социјалната правда, кои што ќе овозможат овие луѓе кои што ги исполнуваат критериумите да можат да се појават на соодветните места и во власта, и во управувањето, и во работните структури. Навистина, како е возможно во изминативе 30 години да немаме луѓе со попреченост, било да се работи за физичка или само за оштетен вид или за оштетен слух и слично, како парламентарци во парламентот или како министри или како професори. Значи, тоа е тоа отсуство на вистинска инклузија кое што се затскрива зад елементот на потреба од посебни критериуми кои што го намалуваат конкурентноста на овие луѓе кога станува збор за аплицирањето на сите овие позиции кои што би требале да бидат повисоки статусни позиции. Благодарам. И благодарам, професор Кенајчевска. Начнавте многу интересни теми. Пред извесен период, додека паралелно трае и кампањата 16 дена активизам со поддршка за жените и против насилството, паралелно има и такви интересни досетки, каде што може би она и несвесно покажано, има една фотографија на Facebook. Пазете како го воспитувате вашето дете, затоа што вашиот јазик е јазикот на вашето дете и не случајно го нема и таткото на детето. Ја има само мајката и јазикот на мајката излегува од јазикот на детето, што на некој начин е повторно дискриминација врз жените, кој што на некој начин се кажува дека само мајката го учи да биде така лош и да зборува лошо, а таткото е добриот што го учи само фудбал да игра. И исто така, но повторно по тоа би се вратиле на прашањето со луѓета,
затоа што имаше пред известен период еден интересен статус на Facebook, каде што за денот на лицата со посебни вештини имаше статус напишано, сега не ми текнува кој, но го памтам, беше дека со посебни потреби се алчните политичари. Они имаат посебни потреби, а луѓето немаат посебни потреби, имаат потреби за живење. Би се вратил сега на Елвис Шакири и би го прашал како е да живееш, а да си ром. Како е да си во чевлите на еден ром? Так, овака, како е да се живее, мислам дека професорката најчесто спомна, значи не треба да имаш било какви квалификации или не знам, битно е да државата креира услови. Ако ме прашате од сегашен аспект, како да речеме, не знам, високо образован, не знам, во круг на пријатели со различни групи, како е да се живее, исто е, да речеме, како што живеат сите останати, така и јас. Меѓутоа, ако отидете со маргинализирани групи, да речеме, оние кои што се, да речеме, се на вистина ставени во една таква ситуација да се чувствуваат како такви, ќе добиете одговор дека е на вистина тешко, бидејќи секој еден не знам, цело време се некако ве одбива цело време. И јас тука исто би кажал, ете пример конкретно дури и за нас сега, кои што ете работиме, сме малце повидливи. Често се случуваме, предпоставувам дека и вие си имате најдено во една таква ситуација, кога ве гледаат се, да речеме, во некој поразличен круг или велат дека сте поразлични од ромите. Ти не си како другите. Да, ти не си како другите, нели, ти зборуваш англиски, имаш образование. Значи, тоа многу често ни се случува. Меѓутоа, да речеме, во делот на како е да се живее како ром и како е да се биде ром во оваа држава, е навистина тешко, со оглед на тоа дека, како да кажам, дека сме на средината, да речеме, во оваа држава, затоа што очигледно е, са, не знам, мене, не знам, таква импресија, такво чувство имам дека во оваа држава за жал се уште нема место за останатите заедници и мислам дека тоа е нешто на кое што треба ние сите да работиме. Сакам да се додоврзам нешто што професорката најчесто го кажа, а тоа е дека кога се соочуваш со дискриминација или сакаш да влезеш некаде на работа или било што, дека аргументот кога некој сака да се скрие позади дискриминацијата е тоа дека се потребни вакви или онакви квалитети. Нешто што, да речеме, не е вистина, меѓутоа го користат. Дискриминаторите го користат тој аргумент. И јас сакам да се надоврзам сега во тој дел. Ако отидете сега вие во маркет или во кафич, многу често во последно време може да видите како ром работи на каса, нешто што не било случај во претходните, да речеме, во изминати, да речеме, 30 години, особено, не знам, последните неколку години, мене многу често ми се случува, одиш на каса, гледаш ром, служи ром, нешто што порано не се случувало. И сега се прашаме зошто тоа се случува, се имаат ромите, овие сегашните генерации имаат поинакви квалификации да работат на каса или пак да служат во кафич. Не, затоа што сега се принудени, бидејќи имаме одлив на население, се принудени ромите да ги вклучат во, да речеме, на работа во супермаркет или кафич. Тоа значи дека не е аргументот дека ромите немале квалификации, кои имале избор или имало дискриминација. Не го вработувам него, ќе го вработам мојот. Нешто што постојано се случува во приватниот сектор, меѓутоа недозволено е да се случува и во државниот сектор, бидејќи тоа го констатира извештајот на Народниот правобранител.
секоја година констатира дека раководителот на институцијата, ако е припадник на македонската етничка заедница, најголемиот број од вработувањата се вработување од македонската етничка заедница, или пак доколку раководителот е албанец, имате вработување само на албанската заедница. Значи, тоа цело време нас не се случува и мислам дека потребно е државата да ги креира тие еднакви можности и всушност затоа треба да постојат еднакви можности во една држава во која што велиме дека треба да има социјална правда. Има и стратегија за едно општество за сите. Па видете, Ова власт во изминативе неколку години мислам дека работи на подобрување на меѓуетничките односи, на недискриминација. па видете, по мене не може да имате еднакво општество и не може да почнеме со едно општество, се додека не, како да речем, не имаме некоја ресторативна правда. А тоа е да направиме репарација на претходна неправда која што се случувала, се не знам, по изминатите 30 години, вели професорката Најчевска, меѓутоа ете да се навратиме и назад, да речеме од времето на Југославија. Дури може би сега покажување на постарите, на моето семејство, дека поубаво живееле, може би не било во тој размер, меѓутоа се додека не се донесеме во една таква позиција во која што секој има еднаков пристап, еднаква можност да го добие, ние не можеме да зборуваме како за едно општество, затоа што тоа што го кажав со народниот правобранител, ако тоа нас не се случува во институциите, ако нас не се случува, јас да не можам да отидам жалба да пишам, да не знам, да пријавам случај или не знам, било што да направам, и нема таков однос кон мене, ние не можеме за жал да збориме за еднакво општество, усвари едно општество. Меѓутоа верувам дека се предпоставам, ако е веќе 30 години ова и претходно се случува, ако ние работиме кон тоа, се надевам дека за неколку генерации може би состојбата ќе се смени. Меѓутоа во овој момент јас не гледам дека таа состојба се менува кај ромската заедница без разлика на кој да е ниво. И тука јас би сакал само уште нешто да напоменам, а тоа е во делот на платата, спомна професорката Најчевска, јас ќе го врзам со вработувањето. Невработеноста кај ромите, за жал, според UNDP, се уште е на 47%. За разлика од останатите, каде што е 16,5%. 3 пати поголема невработеност имаме кај ромската заедница. Според регистрирани невработени, официјално регистрирани, имаме 32% од работоспособно население кај ромската заедница. 32%. И изнесува 13.705. И сега нешто во делот на квалитетот, само да се надоврзам исто на истражувањето од Советот за регионална соработка, RCC, каде што они правеа истражување и со фирми, со бизнисмени. 16% од бизнисмените не би вработиле ниту еден, не би вработиле роми, дури и да ги поседуваат истите квалификации. Значи, дури и да имате вие исти квалификации, не би вработиле роми. Дури 19% не се баш сигурни. 55% од фирмите кои што биле, од бизнисмените кои што биле анкетирани, 55% не би вработиле нити еден ром, затоа што сметаат дека доколку вработат ром, негативно ќе влијае врз нивниот бизнис. Тоа ни покажува на вистина со што се соочуваме во државата. И само, не знам јас уште колку време, ако не да дадеме на луѓето. Не, проблем, може. Затоа што имам и други... Ако може да вратиме на луѓето, па Добро, на крај ќе може, дадам уште може, едно врко знак. Затоа што ова се се показатели во какво општество живееме и како државата креира, да речеме, односно, не знам, постапува или па креира системски мерки
за ваквите, да речеме, проблеми да се надмине. Меѓутоа, ајде луѓето нека каже, па потоа може да се наврати. Истото прашање за тебе. Како е еден ден да бидеш под чевлите на човек со посебни вештини? Тешко. Со една реченица тешко. Зошто? Зашто ние за жал, иако сме 21 век, се соочуваме со физички бариери, архитектонски бариери на пристапност. Значи правото на пристапност се уште не е остварено доволно и не е присутно. Баш вчера имав случај во една висока образовна институција, приватна, која што зема стварно јадни пари од студентиве таму ако се запишат. И така, зашто тоа го работам и не сакајќи забележуваш некогаш некои работи, видов рампа вака луѓе, значи вака, и супермен да си, и не знам, крилја да имаш, ти немаш шанса камо да си лице со попреченост и да можеш да се спуштиш по таа рампа. Значи, пред се, тоа физичката, или како да кажам, архитектонските бариери треба да се надминат, се прават напори, чекори, кампањи, на индивидуална иницијатива нешто се прави, но не е доволно и затоа тоа е една од основите, ако треба да добиеш одредена информација, без разлика сега дали сме дигитализирани, имаме пристап на интернет и така натаму, ти некогаш и треба и лично да одидете присутни. Се уште постојат и дури државни институции каде архитектонските бариери се присутни и вие не можете да си го уживате одреденото право или основното право, да кажам за тоа. Па да не зборувам за жени со попреченост или посебни вештини, бидејќи тие неколкократно се повеќе дискриминирани. Ако го вметнеме тука и елементот на етникум, не знам уште дополнителни, значи тоа би изгледало хорор. Но да не кукаме толку многу, добро е да ја видиме и позитивната страна и на тој предизвик да се биде со попреченост, не точно така како што кажа и професорката, не да се направат некои специјални критериуми или не знам специјално нешто, па ние да направиме тука, нели, тоа ете што сме направиле, тука имаме, да, жалосно е сликата кога ќе видите наназад дека во светот постојат врви уметници, врви политичари што се и во количка, се и лица со оштетен вид. Дури пред 2-3 недели имав можност да прочитам една статистика за вработувањето и како лицата со оштетен слух и наглави лица се највредни лица. Значи најпосветени, како да кажам, тој податок, пријатно бев изненадена колку тие целиот тој ентузијазам за работа, целата посветеност ја дават и колку се тука веќе работодавците тој момент да го забележат без разлика дали е ром, дали е глувонем и така натаму. Мислам дека попреченоста се дека ја користиме како терминологија или што повеќе зборуваме и дискриминација се поприсутни да сме. Ја верувам многу во универзумот и во тој законот на привлечноста и во бавите нешта. Се надевам дека и во иднина треба навистина заедно да работиме. Тука кога зборувам заедно мислам на невладиниот сектор, но пред се индивидуата, поединецот. Каков поединецот го има пристапот првин кон себе си, па после и кон да кажам, општествените појави и проблеми што се соочува секојдневно. Јас само да прашам, пред да завршиме, да дадам уште еден круг на гостите да кажат завршни зборови ако имаат, дали има некако прашање или некако коментар од присутните? Само да проверам. Само да го проверам прашањето кое е поставено, за да не биде неодговорено. Дали се мисли на ова укуза да има некој прашање или повеќе како коментар
а дискриминацијата врз македонците комплетно ја игнорирате. Зошто така? Македонците не спаѓаат по таа дискриминирана категорија. Јас ако може да го не знам одговорам. кого го прашува. А може јас ако не да одговорам на тоа прашање. Да, секако. Мислам, што доведува во тоа, по мене, ние скоро правевме истражување во однос на доверба помеѓу заедниците, затоа сакам да го начнам и тој дел. Вака, значи, проблемот мислам дека е, значи, како што претходно кажав, дека со нееднаквите, државата треба да има нееднаков пристап, односно треба да креира поразлични услови, односно нееднакво да ги третира во своите мерки, а еднаквите да ги третира еднакво. Меѓутоа, затоа зошто го зборувам ова? Затоа што вие не може сега, ако некаде, не знам, креирате мерка и не таргетирате, затоа што со еднаков пристап ние дефинитивно како заедница или било која група не може да влезете. Значи, ако немате предвидено таргетиран пристап сега, тоа значи дека вие не може да имате влез. Затоа потребен е нееднаква мерка, односно таргетиран пристап, за да може и тие да влезат во тој систем, затоа што, кој што претходно кажав, историски групата била дискриминирана. И сега се соочуваме со ситуација каде што некој, мислам, смета дека целата оваа држава всушност припаѓа на еден народ и не припаѓа на другите. И сега кога веќе се вклучуваат и останати, не знам, се даваат можности, се доведува до таа, како да кажам, едно чувство дека сега јас губам нешто на сметка на тој кој што сега треба да го добие. Без при тоа, не знам, да размисли дека сите во оваа држава ние имаме, треба да имаме еднакви услови и еднакви можности за влез, односно за користење на било какви услуги. И сега јас тука во делот на дискриминацијата ние имавме едно прашање, кај што вика имавме негде околу 750 испитаници и вика според вас кој од долго наведените заедници е дискриминирана во нашата држава во изминатите 2 години. Македонците одговориле, дури 46% од одговорите сметаат дека самите себе си се дискриминирани, односно македонците тврдат дека 46% од македонците се дискриминирани. Албанците сметаат дека 35% од албанците сметаат дека тие се дискриминирани, додека пак турците исто така сметаат дека 53% се дискриминирани. Испаѓа дека во оваа држава, не знам, секој за себе си веќе се смета дека е дискриминиран на било каков начин, со тоа што ако во изминатиот период можевме со сигурност да тврдиме дека кого и да прашавте кој е најдискриминиран, сите ќе кажеа ромската заедница, сега се доведуваме во состојба сите заеднички себе си да се сметаат за дискриминирани. Тоа сакав само да го врзам. Причината, предпоставувам, е малце подлабока и мислам дека треба сериозно да ја сватиме оваа состојба, затоа што испаѓа дека нашето општество можеби наместо да оди кон едно општество, можеби ние пак на вистина, како да кажем, се поише и поише се повлекуваме самите себе си, немаме никаква интеракција едни со други и мислам дека тоа по мене, не знам професорката можеби или луѓето имаат различно мислење, меѓутоа мислам дека тоа можно е да е не знам, причината е сега во однос на довербата, само ова и завршувам. Каква доверба имате во ромите? Македонците немаат доверба во ромите, процентот е 56% од македонците немаат доверба во ромите. 57% од албанците немаат доверба во ромите. И 52% од турците немаат доверба во ромите. Ова се околу 750 испитаници. Дали би сакале да имате ром сосед?
50% од македонците не би сакале да имаат соседром. 33% од албанците не би сакале да имаат соседром. 13% од турците не би сакале да имаат соседром. Кога би биле работодавач, дали би вработиле ром? 25% од македонците рекле нема да вработат ром. 15% од албанците рекле нема да вработиме ром. И имаме 13% од турците нема да вработат нити еден ром. Јас може да ја споделам оваа анкета со Цивил, за да не одземаме време од другите, меѓутоа е навистина интересно истражување за да ни покажува всушност каква е состојбата со заедниците во нашата држава. Благодарам, Илвис. Јас би дал збор на професорката Најчевска и Љулета, ако имаат уште нешто да надополнат по однос на темата социјална правда и дискриминација. Професорке Љулета. Не можам да слушнам точно. Велам, ако имате уште нешто да додадете, пошто веќе го пробивме дури малце рокот за дебатата, но ако имате нешто да додадете за завршеток, нешто што сакавте, а не ве прашавме. Да. Значи, сакам неколку елементи само да ги потенцирам, кои што ги спомнав, можеби, а можеби и не. Значи, кога станува збор за луѓето со попреченост, сакам многу јасно да дадам до знаење дека пречките не се наоѓаат во тие луѓе, туку во заедницата. И таму треба да се адресираат. Значи, ние треба да ги тргнеме пречките од околината, за да можат тие луѓе на еднаков начин да ги остваруваат своите права и слободи, односно слободно да функционираат во таа заедница. Би сакала да потенцирам дека е многу важно да се зборува за недискриминацијата, меѓутоа не е доволно. Недискриминацијата е прво скалило до еднаквоста, ама не е последното скалило до еднаквоста. Значи, ние мораме да размислуваме 2, 3, 4 повеќе чекори напред. Треба да размислуваме како да обезбедиме на секоја индивидуа искористување на нејзините максимални индивидуални потенцијали. Значи, како да обезбедиме еднакви шанси и можности за развој на секоја индивидуа, и тука треба да го имаме на ум постоењето на оно што се вика кумулативна нееднаквост. Значи, таа е една од најстрашните нееднаквости. Едно е да си ром и тогаш си дискриминиран на одреден начин. Друго ниво на дискриминација е да си ромка. Значи, да припаѓаш на ромската етничка заедница, да си жена. Трето ниво на дискриминација е да си ромка со попреченост. И тука доаѓа она што представува улога на државата и обезбедување на социјална правда. Значи, ние прво треба да ги адресираме тие најранливи групи каде што имаме кумулативна дискриминација која што оневозможува ни минимално уживање на основните права и слободи на луѓето, па потоа да зборуваме за се останато и за малку пошироко разбирање на еднаквоста. И многу често забораваме некои елементарни работи. Тоа дека повторно би се вратила на еднаквото постапување. Значи, ние да речеме даваме одредена информација и викаме сите луѓе се информирани за ова и овие постапиле како што треба, овие не постапиле и заради тоа треба да бидат казнети. Не може тоа да рачунаме на таков начин. Кога даваме информации, таа информација треба да биде дадена на соодветен начин. Што значи тоа соодветен начин? Начин кој што ќе овозможи сите луѓе да можат да ја разберат таа информација. Не само од аспект на јазик, туку од аспект на употребени зборови, од аспект на модел на кој што се користи за достапност на таа информација, од аспект на
терминологија или користење на одредени технички помагала. И ќе завршам само со еден пример од еден јапонски остров на кој што живееше веќе неколку години мојата помала ќерка. Таму, бидејќи на тој остров живеат голем дел луѓе кои што се со повисока возраст, значи постари луѓе, кои што поретко излегуваат од дома, кои што не комуницираат многу преку социјалните мрежи и слично, доколку треба да им се даде некоја информација, дури и информација дека дошол лек во аптеката, или дека лекарот ќе биде присутен во тие и тие сати во амбулантата, тоа се прави со разглас. Значи, оди разглас наоколу и ја дава таа информација на луѓето. Тоа е соодветно дадена информација. Благодарам многу. Благодарам, професорке. Еве една реченица за крај. Основните вредности на слободата, човечкото достоинство, социјалната правда, безбедност и недискриминација се суштински за одржливиот економскиот и социјалниот развој и ефикасност на една земја. Кога ќе почнеме системски да ги решаваме проблемите, не дека нема да имаме проблеми, но кога ќе имаме многу помалку проблеми, ќе зборуваме за позитивни случаи, за херои на нашето општество, секогаш ние ги земаме за пример, не знам, во некои далечни земји, во некои далечни континенти, а не сваќаме дека тие луѓе тука ни се околу нас и тие хора се тука и во општество функционираат и работат. Ви благодарам за присуството, се надевам дека ќе имаме чест и понатаму да зборуваме, затоа што колку повеќе зборуваме, толку помалку ќе има дискриминација и социјална неправда. И ви благодарам и на вас, драги гледачи на Facebook каналите, социјалните мрежи на Цивил. Останете и понатаму со нас, затоа што во 15 часот следува и втората дебата од Фестивалот на слободата на Цивил, насловена опис помеѓу политиките и статистиките. Затоа ќе биде, што е пописот, какви методи и што ќе се случува понатаму, ќе дознаете за прилика саат време, саат и пол. Ви благодарам и се гледаме понатаму. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.